Си поголема поддршка за изборите во ноември на Републиканската национална конвенција. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јавува од Дневникот. Игор, дали Трамп, откако стана и официјален републикански кандидат за шеф на државата, има поголема политичка поддршка за номинација и од довчерашните ривали? Да, Сузе. Поранешните противници на Доналд Трамп за номинација за председателски кандидат на Републиканската партија за изборите закажани во ноември, на вториот ден на Републиканската национална конвенција пренесоа пораки за единство и му дадоа јавна поддршка на Трамп. Тоа вчера во Милвоки, Висконсин, го направија предприемачот Вивек Рамасвами, поранешната гувернерка на Јужна Каролина Ники Хејли, која најдолго остана во кампањата меѓу републиканците ривали на Трамп. Отворена поддршка Трамп доби од сенаторот Тед Круз од Тексас, Марко Рубио од Флорида, поранешниот секретар за домување Бен Карсон и гувернерот на Флорида Рон Де Сантис. Инаку победот за атентат во саботата Трамп на неговото прво појавување во јавноста во понеделникот на Републиканската национална конвенција беше пречекан со овации. Тој и вчера беше таму со завој на десното уво. Делегатите официјално го избра за републикански кандидат за председател, а негов заменик во кампањата и кандидат за подпредседател на САД е сенаторот од Охајо Джејди Венс. Говорот на Трамп на конвенцијата е планиран за утре вечер. Какви се сега активностите на Бајден по атентатот на Трамп? Вчера свое прво појавување во јавноста по обидот за атентат врз Трамп имаше и американскиот председател Џо Бајден. Тој им се обрати на афроамериканците во Невада, едно од одлучувачките сојузни држави за изборите закажани во ноември. Бајден го поврза нападот врз Трамп со расно и вооружено насилство и побара од американците да го осудат насилството во која било форма. За да добие поддршката на афроамериканците, Бајден ја спротистави својата политика со онаа на Трамп, кога се во прашање работните места за афроамериканците. За Бајден, чија слаба дебата отвори прашање за неговата возраст и ментална острина. Според Вилијам Ховел од Универзитетот во Чикаго, обидот за атентат врз неговиот ривал додава дополнителни компликации. Негов голем предизвик е по ваква ситуација да го победи Трамп. Инаку оделот за безбедност на САД денес отвори истрага за начинот на кој американската тајна служба се справувала со безбедноста на поранешниот председател Трамп кога вооружен маж се обидел да го убие на митинг во Пенсилванија. Во покањето убиен е учесник во митингот, а други двајца се ранети. Специјалист на тајната служба губи 20-годишникот Томас Метју Крукс, кој пукал во Трамп. Сузе? Игор, благодарам. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јави за поддршката на Трамп и за неговите активности по номинацијата од страна на републиканците за прв човек на државата.